ова издание се намалува бројот на нови заразени од коронавирус во Кина, но расте бројот во Јужна Кореја, регистрирани први случаи во Африка, 2 балтички држави и прв случај со непознато потекло во САД. А каква е состојбата со македонците во Италија, една од најпогодените држави од вирусот? Гласот на Америка разговараше со Билјана Колоска. Стравот од вирусот се одрази врз берзите и крузерите. Следува многу повеќе. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Вестите ги почнуваме со ширењето на коронавирусот, од кој до денес има регистрирано над 83.000 заразени лица во цел свет и повеќе од 2.800 смртни случаи. Еве ги најновите информации. Бројот на нови случаи заразени од коронавирус во Кина опаѓа, но се зголемува во Јужна Кореја, која е најмногу погодена од вирусот веднаш по Кина. Прв случај на коронавирус е регистриран и во Нигерија. Се работи за италијански државјанин кој работи во Нигерија и кој се вратил во Лагос од Милано. И балтичките држави Литванија и Естонија пријавија први случаи на коронавирус, двата со поблаги симптоми. Во меѓувреме во САД е регистриран првиот случај за кој според здравствените работници не се знае потеклото. Стравот од коронавирусот се одрази врз берзите, кои продолжија да паѓаат во светски рамки. Аналитичарите предвидуваат дека оваа недела ќе биде најлоша од глобалната финансиска криза во 2008 година. Подпредседателот на САД Майк Пенс назначи меѓународен здравствен експерт кој ќе ги координира напорите на Белата куќа во објавување нова експертиза во борбата против епидемијата. А поради вирусот, владата на Северна Македонија повика да се откажат сите јавни настани до следниот петок. Владините препораки се однесуваат и на предизборните собери. Владимир Мирчевски ги има деталите. Откажување на сите јавни собери во наредните 7 дена, тоа е препораката на владата усвоена на денешната седница. Се повикуваат организаторите на какви било поголеми јавни манифестации да ги откажат настаните до идниот петок, 6 март, превентивно за да се спречи ширење на коронавирусот. Затоа е решено да се откаже струмичкиот маскенбал, меѓународната карневалска вечер и детскиот карневал. Исто така и Прилеп донесе одлука за откажување на традиционалниот меѓународен карневал Прочка, што требаше да се одржи по 19 пат. Владата исто така ги задолжи организаторите на јавни настани одлуките да ги носат врз основа на консултација и мислење на Комисијата за заразни болести, која ги известува надежните институции за епидемиолошката состојба со коронавирусот. Владините препораки се однесуваат и на предизборните собери. Претседателот на ДИК Оливер Дерковски очекува дека партиите ќе се однесуваат одговорно. Се надевам дека ќе ги почитуваат препораките на владата. Тоа е ситуацијата е таква да мора сите да внимаваме да се однесуваме одговорно во целата ситуација. Се надевам дека ќе се однесуваат како што треба. Кампањата за предвремените избори официјално стартува на 23 март, но партиите веќе подлог период се на терен. Најголемата владеачка и опозицијска партија во изминатите денови веќе одржаа поголеми собери. Паника и страф има и во северниот дел на Италија, каде живеат многу македонци. Мики Трајковски разговараше со Билјана Колоска, која пренесува што се случува таму. Дека се плашиме е факт, бидејќи пред се неедуцираноста на народот. Значи, кој го сватил како епидемија неизлечлива, кој сватил на кој начин се пренесува и така се шири покрај неинформираноста, се шири уште поголема паника. Првите 2-3 дена, навистина и јас и моето семејство бевме исплашени. Баш на 22 во неделата, во мојот град, традиционално веќе се одржува карневал, на кој имаат изведба околу 20 на маски, значи тоа е традиционално пред Прочка, како што слават италијанците. И бидејќи има преголема посетеност, ние одлучивме да не присуствуваме. Деца како деца се сакаа да си појдат на карневалот, но проценивме дека не би било соодветно баш во тие денови кога се прошири информацијата дека нагло има ширење на коронавирусот. Училиштата не работат, каква е состојбата по маркетиве, дали има турканици за намирници? Училиштата, да, точно дека не работат, до 1 март нема да работат, потоа не знаеме. Се шпекулира дека ќе се продолжат најмалку уште 2 недели. Околу маркетите, првите 2-3 дена, за среќа блиску кај мене, значи до градов мој, нема некоја аларматна состојба од случај, баре досега не е откриен.
Состојбата во тие 2-3 дена беше хаотична, значи посебно оние редови каде што беше складирана пастата, макарони, шпагети, потоа основните намирници за прехрана, брашно, шеќер, сол беа празни на вистина. И само кратко, дали доколку се прошири ваквата ситуација, доколку се влочи, планирате барем одреден период да дојдете во Македонија? Искрено, за жал, сега би звучела изјава малку омаловажувачка, но јас би се почувствувала посигурно овдека. Секако не сме ни добре дојдени таму, ниту ба јас би ја загрозила мојата безбедност и на моите деца, да тргнам, да патувам, да менувам, значи, автобуси или авиони. Благодарам многу. Ви благодарам вас. А македонците ги откажуваат патувањата во Италија, особено за празникот 8 март. Се очекува да се намали бројот на туристи во Струга и Охрид за 15%. Се повеќе македонски граѓани ги откажуваат планираните патувања за Италија поради ширењето на коронавирусот во северниот дел на државата. И туристичките агенции поради мерки на предпазливост и безбедност на патниците го прават истото. Оттаму велат дека најголем дел од аранжманите се однесуваат на Милано и Венеција, и тоа за престојните осмомартовски празници. Има голем број на организирани групни патувања, кои што ги работиме преку нашите партнери, колеги, дали од Скопје, од Битол или од другите градови. Тие аранжмани веќе почнуваат да се откажуваат ради нормално безбедност на клиентите. Маленко се надева дека ќе може да им излезат во пресрет на клиентите и да им ги рефундираат веќе уплатените средства. Секако дека ќе предизвика загуби, затоа што голем дел од тие аранжмани ние веќе ги имаме платено. И не верувам дека во целост ќе бидат рефундирани согласно правилата кои што ги имаат хотелите и авионските превозници. Хотелиерите пак барат уште позасилени мерки во целиот регион околу Охридското езеро, со оглед на тоа дека веќе на почетокот на мај треба да пристигнат првите поголеми организирани странски групи на туристи со чартер летови. Може да кажеме дека дел од тие се прегледани уште пред да влезат и во авионот, нели? Но секако дека мораме и на оваа страна да ги правиме тие проверки. Блажевски вели дека како резултат на актуелната состојба очекуваат пад на бројот на странски гости за околу 15%. Во моментот во Македонија и на двата аеродроми во Скопје и Охрид се спроведуваат контроли на патниците кои доаѓаат од ризичните подрачја, а слични мерки има и на граничните премини. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Стравот од коронавирусот веќе се одрази и врз сообраќајот на крузерите и нивната заработувачка. Маријама Диало известува за последиците врз овој пазар. Значително опадна бројот на крстарења изминативе недели, како резултат на ширењето на коронавирусот, кој погоди речиси 1/3 од компаниите за крузери. Компанијата Royal Caribbean Cruises and Carnival Cruise Line изведе дека откажувањата на патувањата ќе намали нивната заработувачка оваа година. Кога првпат се појави вирусот, компанијата изјави дека ќе се одрази по 65 центи од секоја акција. Меѓутоа, со овие откажувања настана многу поголема штета. Последиците ќе бидат значителни. Од 4 февруари, кога крузерот Diamond Princess беше ставен во карантин во Јапонија, повеќе од 650 патници беа тестирани позитивни на овој вирус, додека 4 лица починаа. И други крузери беа афектирани, меѓу кои и холандскиот крузер Мис Вестердам, кој заглави среде море, откако 5 пристаништа одбија да му дозволат да се заготви. И покрај загриженоста, Светската здравствена организација смета дека поморскиот сообраќај може и натаму да се одвива релативно сигурно. За среќа, надвор од Азија нема голем удел на пазарот за крстарења во САД. Од друга страна, крстарењата на Карибите и на Медитеранот се одвиваат многу добро. Всушност, овој јануари беше најдобар. Кирби исто така вели дека оваа индустрија е доста отпорна, ако се земе предвид како се справи со претходните случаи на SARS, Зика и глобалната рецесија во 2009 година. За повеќе информации останете со нас и на социјалните мрежи. Ви посакувам убав викенд.